Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизайн ви представува Алоe верата е растение кое што најверојатно потекнува од Северна Африка, Мадагаскар или Арапскиот полуостров. За прв пат алоe верата се споменува уште во Стариот Завет 6000 години пред Исус. Алоe верата е билка која што содржи многу лековити својства, од кои околу 200 се веќе научно потврдени дека се полезни за човековото здравје. Постојат 250 видови на алоe вера, од кои што само 3 до 4 видови имаат најмногу лековити својства. Најлековита е алоe барбаденсис Милер, што ја открил ботаничарот Милер на островот Барбадос. Алоe успева во најтоплиот тропски појас. Целосно развиеното растение во просек е високо 75 до 120 см и има 12 до 15 листови, широки 10 до 13 см, дебелина 2 до 3 мм. Листовите се распоредени во форма на розета. Младите листови растат внатре високо, надворешните представуваат стари листови. Еден лист тежи 1,5 до 2 килограми. Корењата на алоe вера се релативно кратки и лежат само на земјата. Тоа е и причината што алоe вера има потреба од многу вода. Но природата тука се обезбедила со многу големи резерви на вода и храна во форма на внатрешен безбоен гел. Првите пишани податоци за лековитите својства на алоe верата се пронајдени уште на месопотамските глинени плочки во градот Нипур, кои што датираат од 2200 година пред нашата ера. Првите рецепти за лековитите својства на алоe верата, верувале или не, се пронајдени меѓу колената на една мумија во Египет, а датираат од 1550 година. Ова растение е пренесено во Азија 400 години пред нашата ера. Грчкиот лекар Целзиус алојата ја вовел во медицината 50 години пред нашата ера. Во записите од ова време, ова растение се споменува како семоќно чудесно растение. Како кралско и свето растение, алојата ја почитувале и со успех ја употребувале фараони, индијанци, кинези, јапонци, како и многу други народи и племиња. Потоа Индира Ганди, Наполеон Бонапарта, Александар Македонски, Колумбо, Хипократ и други. Првиот подетален опис за лековитите својства на ова растение го дал Диоскорида. За растението пишувал дека носи мирен сон, го чисти стомакот, ги лечи изгорениците и многу други болести. Подоцна станува многу значајна во медицината на Стариот Рим. Во Кина, алоe вера почнува да се користи меѓу 800 и 700 година пред нашата ера, особено за лекување на болестите на кожа, синуси, грозници и грчеви кај децата. Се смета дека шпанските мисионери го донесле ова растение во новиот свет во 15-тиот и 16-тиот век. Ја саделе околу католичките мисии, а домородците ја користеле како универзално средство за лекување на Карибските острови во Централна и Јужна Америка. До 19-тиот век се објавени стотици трудови, каде доктори и лаици од цел свет го опишуваат лековитото дејство на алоe вера. Во Америка, во 1820 година, официјално е прифатено како средство за заштита на кожата.
Заинтересираноста на имунолозите и онколозите во последно време е многу зголемена поради добрите резултати од истражувањето во доменот на имуномодуларното, антитуморското и антиалергиското делување на одделни компоненти кои ги содржи ова растение. На Флорида во 1912 година е основана прва комерцијална плантажа на алоe вера. За човечки цели се берат само сосема зрелите листови, од кога ќе навршат 4,5 години старост. На ширината на листовите влијаат повеќе фактори, како ветер, временските прилики, како и сите други надворешни фактори. На плантажите на Јужен Тексас, околу долината на реката Рио Гранде, алојата денес расте во државите на речиси цела Африка, Индија, Северна Америка, Калифорнија, Кина, Тексас, Аризона и Мексико. Денес може да се најде и на Хаваите и во Јужна и Средна Америка. Расте и во најтоплиот тропски појас, но не во деловите кај што владеат ниски температури, во тек на подолг временски период. На шпански се нарекува и савила. Во Индија е позната како мусабар, на Јамајка сингл бингл, а на грчки, италијански, германски, руски, француски и хавајски алоe. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.